Јас сум Ангела Нацева. Имам 9 години и сум четврто оделение. Денес ќе ви раскажам книгата Пурпурно море, љубовни бајки од целиот свет од Сдружени автори. Во оваа книга претежно ликовите се принцези, принцови, самовили и слично. Настаните се случуваат во палати, во шуми и на многу други места. Иако имаше многу убави бајки, мене омилена беше македонската бајка Овчарот и трите вили. Во оваа бајка се зборува за еден овчар кој што додека ги пасал своите овци, видел 3 многу убави девојки. Но тој дознал дека се вили. Еден ден им ги украл кошулите. Тие го молеле да им ги врати. Но тој им рекол дека за да им ги врати кошулите сака една од нив за жена. Тие се обиделе да го разубедат, велејќи му дека другите ќе му се подсмеваат бидејќи има била за жена. Но тоа не го разубедило овчарот. Тој ја зел најмладата од нив. Преостанатите две вили го повикале овчарот да му кажат нешто. Тие му раскажале дека не смее да ја врати кошулата, бидејќи во неа е силата. Тој ја заменил кошулата. Вилата не се посумневала. Дошло време да одат на свадба кај еден нивни другар. Таму гостите го молеле овчарот да ја даде кошулата на вилата, бидејќи сакале да видат какво е вилинското оре. Тој ги затворил сите врати и прозорци и ја дал кошулата. Таа поиграла вилинско оре, но избегал низ прозорец. Тој се распрашувал насекаде. Сретнал еден старец и го прашал. Старецот го пратил кај неговиот брат, а тој старец го пратил кај другиот брат, кој што бил кралот на птиците. Тогаш една стара кукавица долетала до таму и му кажала дека знае каде се отекушкун далеко, каде што претходниот брат му кажал дека се вилите. Орелот се понудил да го однесе овчарот до Кушкундалеко. Кукавицата летала напред, а орелот ја следел. Тие најпосле стигнале до Кушкундалеко. Вилата спиела, но другите две биле будни. Овчарот ги прашал каде е вилата. Тие му одговориле дека му избегала и му рекле дека за да ја земе од таму, тој мора да ги помине прво трите планини. Кога таа ќе се разбудила, ќе вриштала за помош и ќе дошол нејзиниот коњ. Но ако овчарот веќе ги има поминато трите планини, тогаш коњот нема да може да дојде бидејќи има сила за само до таму. Овчарот ја врзал девојката за орелот и тие тргнале. Вилата се разбудила токму кога ги поминале трите планини. Таа завриштала за помош, но коњот не можел да дојде, бидејќи тој имал сила само за трите планини. Овчарот и вилата се живееле среќно понатаму и се роделе неколку преубави девојчиња, кои биле полувили. Какви се другите бајки од оваа книга и како завршува ова приказна? Доколку сакате да дознаете, прочитајте Пурпурното море, љубовни бајки од целиот свет од Сдружени издавачи.